Добро вечер. Првата и единствена специјализирана установа од областа на гериатриската и палијативната медицина во Република Македонија, Геронтолошки завод 13 ноември Скопје, денеска во Музеот на македонска борба одбележа 55 години од постоењето. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што станато ќе видите во нив. Ресторан Лира и гостилница Гезме кај Тумба, најдобри гостителски објекти. Општина Петровец додели 9 договори за парцели во Долно Конјари. Климатските промени можност за привлекување туристи. Ресторанот Лира ја доби наградата за најдобар ресторан, која што денеска се додели во град Скопје. Да го видиме прилогот. Во периодот од 1 до 31 октомври, тајните купувачи на агенцијата специјализирана за мистери шопинг Spot Research направија истражување во гостилниците и рестораните во Скопје, оценувајќи ја услугата на персоналот, изгледот на објектот, квалитетот на храната која се нуди, како и пречекот, но и испраќањето на гостите. На секој локал му биле давани 3 шанси, односно тајните купувачи се враќале во еден ист ресторан по 3 пати, со цел да се уверат во квалитетот на услугата, а дури потоа ги забележувале предностите, но и недостатоците во однос на конкурентните угостителски објекти. Адут кај гостилниците се изгледот на објектот и храната, додека пак рестораните имаат подобра услуга. Тоа што можеме да забележиме кај рестораните е дека дури 5 категории од испитаните се наоѓаат во рангот на високи резултати, односно тоа се хигиената на објектите, хигиената во тоалетот, општиот амбиент во ресторанот, нивото на општа услуга и квалитетот на храната. Сите овие сегменти се во рангот над 90%, што представува исклучително висок резултат. Услугата на келнерите е во сегментот под 75%, што представува едно средно ниво на квалитетна услуга. Најдобра гостилница за оваа година е прогласена гостилницата Гезме кај Тумба. На второ место се најде минатогодишниот победник во оваа категорија, гостилницата Капка, а на трето место гостилницата Дарија. Прв пат и задоволени сме. Пресудно беше храната, хигиената на прво место, услугата, сите можни критериуми што треба да бидат за една гостилница. Препознатливо може да е по самиот објект што е убав направен во етно-македонски така стил убаво. Она што можевме да го слушнеме е дека никој не се пожалил од храната, меѓутоа се жалат од услугата. Како ги мотивирате вие вашите вработени да понудат добра услуга? Со платата. Тоа е најбитното. Ако си е задоволен со плата, ги си работи најнормално како што треба. Ако не ги даваме придонесите, нема да работат. Ресторанот Лира се истакнал со услугата и квалитетот на храната и се најде на врвот на листата од испитаните ресторани. Зад него се најдоа ресторанот Сушико на второ место и ресторанот Гурмет на трето место. Прв пат ја добивам оваа во категорија на ресторани, во категорија на гостилници сме добивали и прво, и второ, и трето место. Меѓутоа, по целата природа на поставеноста на работите во гостилница Лира, ние ресторански функционираме. И веројатно за тоа бил и одлуката била да влеземе во оваа категорија. И ова е само една валоризација на целото тоа што го работиме долги години. 18 години постои гостилница Лира. И ова е фин момент. Како слаби страни на угостителските објекти беа посочени непокажувањето благодарност кон гостите што избрале да го посетат токму локалот во кој тие работат, односно несоодветното испраќање и пречекување на гостите и недавањето сугестии при одлуката каква храна да дегустираат. Наместо очекуваното подобрување на услугата, оваа година во споредба со минатата, угостителските објекти понудиле полоша услуга, за што реагираше и градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски. Малку ме изненади што оваа 2013 година резултатите од испитувањата кај човечкиот фактор се паднати испод 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Пори да се види дали се вработените колку се задоволни од нивните примања, дали редовно им давате, дали постојано се држат, дали се менуваат или не се менуваат, дали се праќаат тие на обуки, дали имаме доволно луѓе добро обучени за ова, дали треба да направиме некој и градот да се заангажира, веќе имаме ние средно угостителско, да се заангажираат и од Министерството за економија,
да направиме некои семинари, некои обуки, да исто кој што ги праќаме менаџерите, па да ги праќаме во некои други ресторани надвор во збратимени градови или слично, за да се видат искуствата. Климатските промени да не се класифицираат како црни, лоши и апокалиптични сценарија, туку како можност за привлекување инвестиции преку размена на технологии и знаења. Ова беше заклучено на денешната средба на представници на Министерството за животна средина и просторно планирање по повод кампањата "Климата се менува, прилагоди се. Денови на акции за климата". Ресорното министерство, како што истакна првиот човек Абдулаки Мадеми, изработува неопходна законска рамка за борба против климатските промени, поставува стратешка планска рамка и соработува на билатерално, регионално и меѓународно ниво во заедничките напори за борба со климатските промени. Неминовно, односно неспорно е дека постојат евидентни докази за тоа дека климатските промени се случуваат денес. Ние сме сведоци на климатските промени, може би затоа што живееме со промените и некогаш и не ги чувствуваме, меѓутоа тие се евидентни и се случуваат. Со цел да се постигне глобално утврдената цел за зголемување на температурата под 2 степени до крајот на векот, сите земји треба да се договорат, односно да се движат кон економии кои се климатски неутрални и флексибилни. Договорот, така наречениот договор 2015, кој треба да се постигне во Париз во 2015, а состанокот во Варшава е на некој начин подготовка за тој договор во 2015, мора да биде амбициозен, правно да биде обврзувачки, да е мултилатерален, да се заснова на правилата за глобално учество и да се заснова на информации од науката. Договорот 2015 исто така треба целосно да ги почитува принципите на конвенцијата. Прашањето за климатски промени е содржано и во Националната стратегија за одржлив развој. Усвоени се и стратегии за адаптирање на секторот здравство кон климатските промени. Исто така е изработена студија за влијанието на климатските промени врз секторот земјоделство. Исто така изработени се и документи за управувањето со климатските промени на локално ниво. Со поддршка на USAID се изработува и стратегијата за ниско емисионен раст, а Светската банка изработи анализа на така наречениот зелен раст во одредени сектори. Општина Петровец денеска додели 9 купопродажби договори на парцели за домување во населеното место Долно Коњари. Остануваат уште 41 парцела за домување, 17 за лесна и незагадувачка индустрија и парцели за спорт и рекреација со вкупна површина од 28 хектари предвидени во измените во ДУП-от на ова населено место. Пред известно време, Општина Петровец го заврши процесот на реализација на изменување и дополнување на деталниот урбанистички план за населено место Долно Коњари. Со овие измени на деталниот урбанистички план во Општина Петровец се предвидени градежни парцели не само за домување, туку и за лесна и незагадувачка индустрија, спорт и рекреација, здравство и образование. Од нив 50 се за домување, 17 се за лесна индустрија и 3 за спорт и рекреација со вкупна површина од 28 хектари. Денеска во кабинетот на градоначалникот на Општина Петровец Борче Митовски беа потпишани првите 9 купопродажни договори на парцели за домување. Денес навистина тука за жителите од Долно Коњари навистина е голем ден. Не само за оние граѓани кои на некој начин денеска се стекнаа со право на имот, и тоа за прв пат не само во селото Долно Коњари, туку и на ниво на Општина Петровец, значи направен е нов урбанистички план со кој што се предвидени парцели не само за домување, туку и за спорт, образование, значи здравство. Навистина општината, градоначалникот
на општина Петровец и воопшто сите структури во општината направија многу напори и тоа дури ние како жители на Конјари дури не ни се веруваше дека ќе се случи после толку години, дека ќе успееме, ќе имаме можност да на земјиште, на квалитетно, на убаво земјиште да градиме и да едноставно ја планираме својата иднина. Правиме еден план кај што ги опфаќа сите интереси, сите потреби за населеното место Долно Конјари. Денеска бевме присутни на свеченото потпишување на купопродажните договори, излеговме во пресред на жителите од Долно Конјари, си купија парцели од планот што го реализираваме. Во следните месец дена, општината ќе објави јавен оглас и за останалите парцели, а градоначалникот Борче Митовски упати јавен повик до сите заинтересирани субјекти да си купат градежна парцела за домување или за лесна индустрија и тој крај на општина Петровец, поточно населеното место Долно Конјари да се развива. Па еве можност за не само за жителите од Долно Конјари и околните села кои сакаат, кои имаат потреба од парцели за домување и за лесна индустрија да дојдат, да си купат и да почне тој крај да се развива. Со одлука на советниците на општина Центар, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ги намали цените на дел од услугите и воведе поволни цени за користење на паркинзи и за катната гаража кај судска палата. Наместо 800 денари за паркирање на 3, 4 и 5 кат, сега ќе се наплатува 500 денари, а цената од 1100 денари за останатите сега ќе изнесува 800 денари. Паркинг картата во катната гаража за еден час изнесува 20 денари. За 300 денари жителите на Центар наместо 30 часа добиваат гостинска карта за 90 часа. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува нова надлежност на пајакот, побарање на граѓаните да може да се криваат возила кои блокираат друго возило. На паркингот кај Ауто Македонија ќе се наплатува паркирање 24 часа. Оваа одлука, вели Саша Богдановиќ, директор на предпријатието, е предложена и изгласана, бидејќи овој паркинг простор е секојдневно узурпиран од тиви продавачи на зелениот пазар, со што станарите немаа каде да се паркираат. Директорот Богдановиќ најави разговор со представници на лицата со посебни потреби на кои ќе им ги представи поволностите кои за нив се предвидени од јавното предпријатие, меѓу кои бесплатно паркирање и задолжително слободно место за лица со посебни потреби. Представници на коалицијата на младински организации сега, заедно со надлежните од Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување во ЕУ инфоцентарот дебатираа како да се зголеми бројот на младите луѓе кои ќе се вработат. Резултатите од истражувањето кое го спровела коалицијата покажува дека е намален бројот на млади лица кои активно бараат работа. Според податоците и стапката на невработеност кај лицата на возраст од 15 до 24 години е речиси двојно повисока од онаа на повозрастните. Над 90% од младите не се заинтересирани и не ги користат мерките кои се насочени кон нивно побрзо вработување, а причините за тоа се верувањето дека ќе најдат работа доколку имаат роднинско-пријателски врски и недоволната информираност за мерките за вработување кои се наменети за нив. Демотивираноста на младите може да се побара во тоа што најголем процент од нив веруваат дека набрзо ќе најдат работа, доколку имаат роднинско-пријателски врски и многу малку веруваат во институциите и програмите. Исто така младите не се и доволно информирани за програмите и мерките кои се насочени кон нив, изјави Зоран Илиевски, извршен директор на коалицијата сега. Според него, за да се обезбеди побрзо и подобро вработување, потребна е поголема информираност на младите. Резултатите од истражувањата покажуваат дека се генерираат голем број несоодветни кадри кои не се потребни на пазарот на трудот и се соочуваме со целна група млади кои завршиле високо образование, а нивниот капацитет и нивното знаење не е потребно на пазарот, истакна Илиевски. Представници на коалицијата денеска заедно со надлежните од Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување во ЕУ инфоцентарот дебатираа како да се зголеми бројот на младите луѓе кои ќе се вработат. Арсенал го сака Бензема од Реал Мадрид во својот состав, а Един Джеко доби понуда од Интер и Рома. Новак Џоковиќ трета година поред е освојувач на наградата Златен компир за најмногу освоени сетови во сезоната со резултат 6-0. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.